Иако продажбата расте, поседувањето на автомобил станува фантазија за милиони американци. Според аналитичарите, оние кои заработуваат помалку од $100,000 годишно, тешко дека ќе си го дозволат тоа. Покрај високите цени на возилата, дополнителни главоболки создаваат високите камати, скапото одржување и намалената понуда на поевтини и подостапни модели. Бројките велат дека во споредба со периодот пред пандемијата цените на возилата се покачени за 30%, што во реалноста е и повеќе бидејќи попустите што ги даваа производителите и дилерите значително проретчија. Конкретно, просечната цена на нов автомобил во Америка за овој период се искачи од 38.500 на преку $50,000. Економистите велат дека секој купувач треба да размислува да не троши повеќе од 10 до 15% од своите месечни примања за автомобил, вклучувајќи се во тоа, од ратата за кредитот до горивото. Врз основа на овој критериум, 60% од домакинствата и 82% од поединците во Соединетите Американски држави моментално не можат да купат нов автомобил. Некои дури не можат да размислуваат ни за половни автомобили, бидејќи нивната просечна цена лани изнесуваше $31,000, што пак е за скоро 40% повеќе од 2019 година.